Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав во студиото на Радио Глас на надежта. Ја започнуваме утринската програма Разбуди се, емисија која се емитува секој среда со почеток во 9 часот. Еве денеска сме среда, 22 ноември или 324 ден во годината. Верувам дека сте добро и дека сме подготвени да ја проследиме и ова наша денешна емисија. На почетокот мисла на денот сакам да прочитам во Евангелието според Матеја 25 глава, стихот е 13 кој вели: и така бдејте, зашто не го знаете ни денот, ни часот. Со други зборови, бидете будни, разбудете се, бидете внимателни, зашто никој не го знае нашиот крај, или како овде што текстот вели, не го знаете ниту денот, ниту часот. Овај текст е кажен од страна на Исуса Христа, кога зборува за 10 девојки, оние 5 мудри и 5 немудри или луди, како Библијата ги нарекува. Со цел ова приказна е раскажана да ни укаже на нашата подготвеност, дали сме ние подготвени за дочек на младоженецот, односно на Исуса Христа, бидејќи овде во ова приказна, која се наоѓа во Евангелието според Матеја во 25 глава, зборува за подготвеноста на човекот. Дали е подготвен кога Исус ќе дојде? Нека и овој ден кој е нов, Господ ни го подарува, денешниот ден, да бидеме разбудени, односно подготвени за сите настани, за сите случувања што денес ќе се случат. Еве на почетокот тоа беше, мисла на денот, во Матеј 25 глава, 13 стих, и така бдејте, зашто не го знаете ни денот, ниту часот. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Svetski te
Еве неповторно во емисија следува рубриката сервисни информации, да ги проследиме, значи сервисните информации за денеска. Како што веќе најавив во почетокот, денеска сме среда, 22 ноември, 324 ден во годината. Сонцето изгрија во 6 часот и 27 минути, а истото ќе зајде во 16 часот и 7 минути. Увездрачението денеска е низок, воздухот е релативно добар, малку е свежо, но како и да е, ги трошиме, може да кажам, последните денови или седмици од есента. Пред нас е зима, но ете се уште имаме релативно топли денови за овој дел од годината. Денешната прогноза гласи дека ќе имаме променливо облачно предпладне, значи ќе биде облачно, променливо предпладне со повремен дожд во северозападните делови на земјата. Од попладневите часови, особено до крајот на денот, врнежите ќе се прошират низ целата наша земја, а понекаде ќе има појава на дожд и преку ноќта. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, кој до крајот на денот ќе се менува во северен, а на северистокот ќе засилува. Во Скопје предпладне со појава на магла или ниска облачност, а во текот на денот променливо облачно со слаб променлив ветер. Попладни во вечерните часови, во делови од котлината ќе има повремени врнежи од дожд и ќе започне да дува северен ветер. Гледајќи ја картата на Македонија и прогноза за температурите, тие гласа дека ќе имаме на крајниот запад од 6 до 9, тоа се мисли на Дебарскиот регион, во Скопскиот регион од 6 до 11, Команово исто така од 6 до 11, Берово релативно топло за овој дел од годината, во тој крај од 5 утринските до 11, потоа Тиквишијата од 7 до 13, секако најтопло во Гевгелија од 9 до 14, од 6 до 9 во Пелагонија и од 5 до 9 исто така ќе биде во Охридскиот регион. Релативно гледам температурите се високи, бидејќи имавме во минатите денови утринските беа и дури и минус, но како е де, еве во следните 3 дена ќе имаме слични температури, значи некаде од 1 степен утрински до 7, а дневните ќе се искачат до високи 15 степени. Значи ќе имаме и по планините некаде се предвидува да провеува и слаб снег, високите планини, меѓутоа во низините ќе имаме значи и повремени врнежи од дожд, но ќе има и сончеви периоди, така да почитувани гледачи, искористите ги се уште релативно топлите денови, излезете во прошетка, бидејќи денот релативно е краток, како што веќе знаеме, после 4 сонцето заоѓа, но искористете делови од денот кога сонцето ќе се појави да прошетате. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, собраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно влажни коловози, бидејќи ете најавивме дека денеска ќе имаме значи и провејување, односно ќе имаме врнежи од дожд на поедини делови од Македонија, така да бидете внимателни кога правувате надвор градските средини. Посебно се препорачува прилагодена брзина на движење и почитување на сообраќајните правила, односно кога возите значи по оние котлини кај што има одрони, а можно да има одрони бидејќи имаше и врнежи во минатите денови, така да бидете внимателни. Исто така кога правувате моторни возила, немој да пиете никако алкохол, и кога возите во градските средини, посебно во близина на училиштата, кај што има деца, кај што има раздвиженост, така да крајно внимателно да се управуваат моторните возила. Што се однесува до граничните премини, според ова што го кажува Автомотосојузот на Македонија, значи од македонска страна нема подолги задржувања за излез од нашата земја, секако и за влез. Како и да е, еве тоа беа накратко овие сервис информации, значи денеска сме среда, некаде е пазарен ден, како што е во Кавадарци, пазарите се релативно се уште полни со зеленчуци, бидејќи имаше мал мраз за вчера во некои делови од Македонија, така да се уште значи земјоделците може да ги прибират и пиперките, и салатите, и се оно што тие го засадили, но како и да е, во јужните делови на Македонија
почнуваат земјоделци да го приготвуваат теренот или нивите за сеидба есенска, односно за пролетна сеидба, така да еве тие се подготвуваат да би некаде во февруари имале и зелени пиперки, лути пиперки, салати, се она што е потребно за нашите трпези. Одеме сега со нашата емисија понатаму да го проследиме утринскиот текст за денеска, кој го наоѓаме во првото послание до Коринќаните, 1 глава, 19 стих, зашто е напишано: ќе ја уништа мудроста на мудрите и ќе го отфрлам разумот на умните. Постои вистинска опасност доколку ги советуваме учениците да се занимаваат со по една гранка на образованието и со тоа да ги наведеме да помислат дека така ќе стекнат совршенство. Стекнатото образование ќе биде осудено во секој поглед. Господ вели зашто е напишано: ќе уништам мудроста на мудрите и ќе го отфрлам разумот на умните. Каде е мудриот, се поставува прашање, каде е книжевникот, каде е истражувачот на овој век? Не ја претвори ли Бог мудроста на светот во безумие, зашто светот со својата мудрост не го позна Бога во Божјата мудрост? Бог благоволи да ги спаси оние кои веруваат преку безумството на проповедањето. 1 Коринќаните, 1 глава, 19 до 21 стих. Тамо го пишува овој текст. Ова е Божјот план и од поколение во поколение преку вековите на паганизмот овој план се остварува не како експеримент, туку како одобрен начин за ширење на Евангелието. Од самиот почеток човечкиот род бил осведочен со овој метод и бил просветлен во врска со Божјото Евангелие. Највисокиот степен на школување кој може да го стекне човечкото битие е школувањето дадено од страна на Божествениот Учител. Тоа е знаење кое во посебен смисол во голема мера ќе ни станува се попотребно како се доближуваме до крајот на овоземската историја и секој ќе постапи добро ако го стекне таквиот вид на образование. Господ бара луѓе да бидат обучени во неговото училиште. Голема работа е завршена со тоа да се доведе човечкиот ум од темнината во прекрасната Божја светлина. Како негови орудија треба со вера да ги извршиме неговите планови. Дали сме во состојба во која нашата вера не може да даде придонес за Божјата слава, или сме садови спремни да бидеме употребени од страна на Учителот, спремни за секакво добро дело. Мојси бил поучен во сета мудрост на Евангелието, примел образование според Божјото провидение, но голем дел од тоа образование морало да биде заборавено и сметано за лудост. Мудроста на овој свет била целосно на проба при Христовото доаѓање. На фалбаџиската човечка мудрост се покажала како слаба. Луѓето не ја познавале вистинската мудрост која потекнува од изворот на сето добро. Мудроста на овој свет била измерена, намерила и се нашла лесна. Ете, тоа беше пораката, почитувани гледачи, на овој утрински текст кој го најдовме денеска и го читавме од првото послание до Коринќаните, 1 глава, 19 стих. Зашто е напишано: ќе уништа мудроста на мудрите и ќе го отфрлам разумот на умните. Секако ние треба се школуваме, треба да учиме, треба да се образуваме, меѓутоа, ако се подпираме на човечката мудрост за нашето спасение, Бог тоа не го одобрува. Ние треба се подпираме, значи, на мудроста на Исуса Христа, на Библијата, бидејќи Библијата е навистина книга која може да не умудри и да станеме мудри и пред луѓето и пред Бога. Како е да е? Господ не повикал денеска да се подпреме на Бога, бидејќи како овде што читавме при крајот, вели: Мојси бил поучен од сета мудрост во Египет, примел големи образованија, меѓутоа тоа не му вредело. Тој сепак бил поучен во школата на Бога. 40 години тој морал да учи на трпение, да поднесува и жега, и студ, и ветришта, за да биде после подготвен 40 години да го води народот Божи од Египет кон ветената земја. Нека и денеска Бог ни даде мудрост во овој ден да се подпреме на Господа и на неговата сила. Одиме повторно со песна.
znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Kako godine su prolazile sve, mi shvatili smo šta nam znači on. Božji sin što bio raspetlje na krstu radi mene, zato što voli me, voli me. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Ja našao sam razlog zašto živim i želim to reći svim ljudima. Moj život i dela nek kazuju njima da želim biti ja sin, da sin. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Imamo razlog za to, imamo razlog za to. Evo je повторново емисија, ја следи утринската програма Разбуди се на радио Гласна надежда. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Следува рубриката Вести од светот. Денеска имаме вести од Гана, едно интересно искуство, наоѓање на вистинското училиште. Ки ни го раскаже Нусрат. 10-годишната Нусрат не можела да разбере зошто една жена која боледува од диабетес редовно доаѓала во низината куќа за бабој да ја превива раната. Дали ти се допаѓа ова жена и зато секогаш и помагаш и ја преврзуваш раната, ја прашала баба си. Тоа е моја одговорност, како медицинска сестра одговорила бабата. Јас тоа го работам со љубов. Работата на баба и се допаднала на ова мало девојче. Сакала да биде исто како баба и да им помага на луѓето, Почнала да сонува да стане медицинска сестра во низината татковина Гана. Баба и препорачала неколку училишта за медицински сестри откако Нусрат завршила основно училиште. Но Нусрат немала пари да се школова, односно да се запише. Мајка и веки помагала на низината постара сестра да студира на учителскиот факултет, а таа не можела да и помогне и на Нусрет да стане медицинска сестра. Поминале 3 години, сонот на Нусрат изгледал недостижен. Но еден ден Нусрат му кажала на својот вујко, кој дошол да ги посети, за низината желба да стане медицинска сестра. Вујкото Нуредин бил медицински техничар. Тогаш вујкото нашол решение. Својата диплома за медицински техничар ја стекнал на Универзитетот Вало Вју
кој е поврзан со адвентистичката црква на 7-миот ден, велејќи и на својата внука дека адвентистичкото образование е достапно и е многу добро. Нусрат била заинтересирана, но и загрижена. Таа, незиниот војко и другите членови на семејството припагиле на друга светска религија. Како дете учела во христијанско училиште и се чувствувала многу непријатно. Секогаш се чувствував како аутсайдер, бидејќи не можев да ги пеам песните и не разбирав како се молат, кажува таа. Војкото Нуредин одговорил дека адвентистичките училишта не се како другите христијански училишта. Се чувствував целосно слободен да го славам Бога и да се молам како што сака во Valley View, рекол тој. Таму, во тоа училиште, нема дискриминација. Тој признал дека се чувствува малку непријатно кога прв пат влегол во адвентистичката црква. Тогаш ми рекоа: запомни дека се наоѓаш во присуство на Бога, а не во црква. Тоа многу ми помогна да разберам дека овој пристап кон богослужението е различен, бидејќи целата служба се одвива во присуство на Господа Бога. Војкото Нуредин рекол дека одел на секоја црковна програма на универзитетот, но никој не го спречил да се моли според неговите лични убедувања. Нусрат била охрабрена од искуството на незиниот војко. Би било убаво да се оди во школа во која ви е дозволено да се молите како што сакате и да се чувствувате добре дојдени. Тоа би било најдобро место каде што може да се биде. Универзитетот Valley View бил далеко, а Нусрат барала адвентистичка школа поблиско до низиниот дом. Таа пронашла адвентистички коледж за обука на медицински сестри и акушерки. Нусрат денеска ја завршува првата година. Заедно учиме химни во саботата школа и заедно одиме во црква, вели таа. Почнав да уживам во саботните богослуженија. Неодамна таа му кажала на војко и дека низиниот впечаток за адвентистичкото образование е точен. Тоа што ми го каже вистина, му рекла таа. Нема тука дискриминација. Војкото се израдувал кога ја слушнал ова добра вест. Знаев дека ќе ти биде пријатно таму. Ова вистинска мисионска школа, бидејќи само 30% од учениците се адвентисти, секоја година на црквата и се придружува голем број ученици. И затоа одговорните на тоа училиште бара доброволни средства, секој кој може да помогне, бидејќи треба се прошири универзитетот. Еве, коледжот бил отворен со 22 ученици во 2015 година, а сега има 770 ученици. Постои голем интерес, а школата не може можност да прифати повеќе ученици. Затоа се потребни финансиски средства. Упатен апел до сите во светот кои може да помогнат за да се прошири ова училиште адвентистичко, за да згрижи поголем број на деца кои би се школувале, би имале свое образование, но пред се духовно би се образувале да го запознаат Господа. Еве неколку интересни факти. Адвентистичката црква на 7-миот ден во Гана е поврзана со жена по име Хана Мор, 1808 година до 1868 година. Таа работела како мисионерка за друга деноминација во Западна Африка, која го прифатила адвентистичкото учење додека била на одмор во Соединетите држави. Френсис Долфин починал околу 1914 година, бил првиот домашен мисионер на адвентистичката црква во Гана. Откако прочитал трактат за саботата, тој решил да ја шири својата новооткриена вера насекаде по златниот брег на Гана. Гана е интересна држава, ако одете на Google и малку се пречешлате, ќе видите што се има во Гана и како луѓето живеат и во тој дел на планетава, значи во Африка. Еве, почитувани гледачи, ова беше краткото искуство на Нусрат, 10-годишно девојче кој сонувало да биде, значи, медицинска сестра, да работи како баба и да помага, и тој сон е на прагот да и се целосно оствари. Таа завршила прва година, но веќе како времето одминува,
te го пронашле и адвентистичкото училиште, тој коледж, каде што се запишала, но повикот е до сите нас, кој што може на свој начин, преко доброволни средства, да помогнеме да во Гана се прошири тоа училиште, кај што ќе можат уште поголем број на луѓе, бидејќи овде читаме дека само 30% од учениците се адвентисти, значи 70% се неадвентистички деца кои се школуваат, кои го стекнуваат своето телесно образование, но пред се тие се духовно образуваат и го запознаваат се повеќе и повеќе Господа. Еве, тоа бија вестите од светот, сега одиме повторно со песна. Niko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Pučine su široke, al ne kao ljubav Božja. Planine su visoke, al još više ljubi Bog. Morsko dno je duboko, al ne kao ljubav Božja. Svemir je bez granica, baš kao što ljubi Bog. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Pararam, dam, pararam, dam, pararam, dam, pararam, dam, pararam, pararam. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ako tražiš istinu, Istina je u Kristu, smisao životu tvom. jedino daje On. Ako tražiš pravi put, On vodi prema Kristu. jer Isus Krist je jedini. Istina, život i put. Razmisli sad, dok još si mlad, daj svoje srce Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Ne čekaj ni čas, čim čuješ glas, predaj svoj život Bogu. Nitko na svijetu te voljeti neće, kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Kao što voli Bog. Еве, после ова песна, почнуваме гледачи, повторно се враќаме во програма, следува рубриката Духовна порака од Светото писмо. Денес би размислувале на тема како да останеме духовно будни и покрај влијанието на сатаната, односно на ѓаволот. Пред малку читавме на почетокот во емисијата, кога Исус вели бидете будни или бдеите. Зошто Исус им кажува постојано на своите ученици бдеите, бидете будни? Кога Исус го рекол, тоа секако размислело за крајот на светот. Ги храбрил своите ученици да бидат постојано подготвени, зашто еве да го прочитаме всушност и текстот, да не промашиме нешто во Матеј 24 глава 3 стих и во Марко 13 глава, кај што вели: внимавајте, бидете будни, зашто не го знаете кога е времето да се случи тоа. Се мисли кога ќе дојде
крајот на светот. Често пати Исус го повторува тој израз: внимавајте, внимавајте, бидете будни. Всушност, не само учениците, денеска Исус преку овие зборови и нас не предупредува да бидеме не само физички будни, туку да бидеме пред се духовно. Зашто внимавајте, бидејќи не знаете кога ќе дојде вашиот Спасител, Господ Исус Христос. Подгответе се на друго место, зашто човечкиот син доаѓа во час кога најмалку го очекувате. На крајот тој ќе повтори: значи, внимавајте, зашто не го знаете ниту денот, ниту часот на Христовото доаѓање. Наше не е да го одредуваме денот и часот, ниту годината, туку да бидеме подготвени. Кога човекот е подготвен, било во кој дел од денот да дојде Исус Христос, нема да бидеме изненадени. Затоа преку целиот Нов Завет провеуваат тие реченици: бидете будни, внимавајте, бидете внимателни и така натаму. Ние како христијани го прифаќаме тој Христов апел на вистина озбилно, почитувани гледачи. Денеска во овој свет кој војува, мислам на луѓето, светот денеска е погоден со сурови војни, со недостиг на храна, со чуми и со земјотреси. Знаеме од друга страна дека беззаконието е во пораст, моралните стандарди се повеќе пропаѓаат, а верските водачи ги збунуваат луѓето со некои контрадикторни учење. Некои водачи го одредуваат дури денот и часот на Христовото доаѓање. Години промашени се многу во минатото, така да ако отворите на интернет ќе видите кои години се луѓето ги предвидувале дека ќе биде крајот на светот и ги промашали. Затоа наше не е да ги одредуваме, туку да бидеме ние будни, да бидеме подготвени, па макар тоа да се случило и денес или за некој друг ден, односно некоја година. И затоа ние како христијани треба да го шириме Словото Господово, да ги луѓето насочуваме кон Христа, кон таа радосна вест и самите нека ја откријат таа убавина кога човекот го следи Исуса Христа. Кога станува збор за пророштвата, може да читаме многу пророштва кои се случиле во минатото, кои биле кажани, изречени и се оствариле. Така да и ова пророштво за крајот на светот ќе се оствари. Дали ние у то веруваме или не, навистина не зависи Христовото доаѓање од нас, туку како ќе се наврши времето, како што вели текстот, Исус ќе дојде во Галатјаните 4:4 пишува: кога се наврши времето, Христос дојде по прв пат и се роди на оваа планета. Исто така може да одиме назад, длабоко во пророштвата, например, пророштвото за Израел, дека ќе бидат 400 години во робство. Всушност тие биле 430 години со оние други 30 години кога израелците, односно Јаков и фамилијата биле таму, знаеме, во таа гесимска земја и така натаму, потоа биле поробени, но како е дека кога се навршиле тие 400 години, Бог ги изведе од Египет и се упатија израелците кон ветената земја. Така да треба да бидеме 100% убедени дека Господ Исус Христос ќе ги изведе своите спасени. Кога ќе дојде Исус по втор пат, тој ќе ги земе спасените со себе да бидат на небото. Исто така може да кажеме дека ветувањето на Господ, дека израелците ќе ја наследат земјата, се исполнило. Еве, знаеме дека Мојсија умрел, не влегол физички во ветената земја од оправдани причини, но тука бил Исус Навин, кој и самиот бил избавен од Египет, и тој им рекол на израелците: добро знаете сето тоа во своето срце, во својата душа, дека ниедно ветување не остана неисполнето од сите добри ветувања што ги даде Господ, вашиот Бог. Сети се одствари, ниту едно ветување не остана неисполнето. Тоа може го читаме во Исус Навин 23 глава 2 стих и можеме, значи, да бидеме убедени, драги мои пријатели, драги гледачи, дека исполнувањето на Господа Исуса Христа за негово второ доаѓање ќе се исполни, и тоа дословно. Тој ќе не избави кога ќе се појави на оваа земја од сите зла, од сите маки. Денеска навистина сме притиснати од разни искушенија, разни стресови, разни болести. Да не зборуваме за тие војни денеска кога ги гледаме таму децата како се мачат во Палестина и во Израел. Така да сатаната, на жалост, тој ги измислува војните, тој ги потикнува луѓето на омраза, на себичност, на алчност и се она што е зло
Сатаната е извор на сето тоа и го вметнува на жалост кај оние луѓе кои се непосветени и кои немаат страф од Господа. Но, значи, да се навратиме на нашава тема утрово. Како да останеме духовно будни среде овие неволи, среде влијанието на ѓаволот преку разни луѓе. Значи, мора да поставиме стражари на својата душа, на своето тело. Знаеме која била задачата на буквалните, на физичките стражари во античко време, кои ги чувале тие големи градови. Иако имале ѕидови, имало и врати на тие ѕидови, но тука биле физички стражарите поставени. Стражарите кои ги чувале градовите во античко, значи во старо време, ни дава важна полука и за нашата будност денеска. Во тоа време, значи големите градови, например, ќе го споменеме Ерусалим, бил обкружен со високи ѕидови. Тие ѕидови го штителе градот од непријателот, а служили како наблюдувачници, како што се наблюдува, значи од висина, се оно што се случува околу градските ѕидови. Значи, стражарите следеле што се случува во околината. Стражарите денонокно чувале стража на ѕидините и на градските порти. Нивната задача била да ги предупредат жителите на градот за било каква опасност која би можела да ги загрози. Може читате во Исаја 6 глава, 6 стих, таму има една прекрасна порака. Стражарите мора да бидат будни. Значи, не смееле тие да заспијат и постојано да внимаваат што се случува околу градот, околу ѕидовите. Тоа било прашање на живот и смрт. Често пати имаме такви гледки на разни филмови кај што се илустрира кога стражарите ќе заспијат и тој непријателот на вистина продери влегува во градот или во тие простори и нанесуваат смрт на жителите. Еве само да прочитам нешто од историјата. Еврејскиот историчар Јосиф Флавије изјавил дека 70-та година од нашата ера римската војска успеала да ја освои тврдината Антонија, бидејќи стражарите на влезот заспале. Значи, колку е тоа трагично. Цел град, сите жители одмарале, спиеле и се подпирале на стражарите, но тие, вели, заспале. И лесно непријателот влегол натре. Така да, многу е важно нашите духовни стражари да бдеат постојано кај нас или во нас, почитувани гледачи. Бидејќи таа тврдина се ногела веднаш до самите ѕидови на Ерусалим, римјаните преку него стигнале до храмот и го запалиле, што довело до кулминација на најголемата неволја што некогаш го снашла Ерусалим и еврејскиот народ. И навистина тоа се случило некаде 70-та година, кога римјаните, римската војска навлегле и го запалиле тој свет храм кој бил гордост на самите евреи, но ете, тоа се случило и со копјата свој римските војници од камен го подигале барајки злато и затоа се остварило пророштвото кај што пишува дека овој Ерусалим, односно овој храм ќе биде разрушен и нема камен да остане на камен. Всушност барајки злато не нашле секако злато, но еден од војниците фрлил факел и самиот храм бил запален. И затоа еве ова порака за ово утро за нас е да бидеме и духовно будни, да не бидеме духовно поспани. Замислите чувар кој бдее, еве да се уште еднаш навратиме на чуварите кој бдее цела ноќ. Како што се приближува до крајот на својата смена, тој станува се повеќе уморен и се потешко му е да остане буден. Ние кои сме биле во војска, сме биле стражари, ја знам, сум бил често пати на стража. Утринските мигови, некаде 3-4, значи при крајот на стражарското место, човекот веќе лабавува, се умара, очните капалци полека се затвараат. Ние сме вели во слична ситуација и во нашиот духовен живот, како што доаѓа крајот на овој свет, нам ни станува се потешко и потешко да останеме духовно будни. И затоа да гледаме на Христа, да се молиме, тој да не даде сила, да издржиме, зашто ѓаволот е тој кој не притиска и кој сака да ние заспиеме, да го промашиме. Она најславното, она најважното, тоа е второто Христово доаѓање. Нека Господ не благослови, почитувани пријатели, да и гледачи, нека ни помогне да наистина бидеме будни среде
ова време, среде ови опасности, среде влијанието на ѓаволот. Бог е посилен, Исус ни ветил заштита, тој рекол, јас ќе ви дадам утешител, ќе биде постојано со вас, Свети Дух е тука, кој ќе не штити, кој ќе ни чува, односно кој ќе не бодри и ќе ни дава сила да издржиме до крај. Еве, тоа беше утринската духовна порака. Одеме сега повторно со песна. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти сияњето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител советник ти си, по твојот дух копнеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срца тако. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Силен и вечен си, Татко, верно не љубиш ти нас. Во слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. О, кон вечност не подигаш. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срца тако. За тебе младице, о, млади сме за тебе. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, храниш ти срца тако. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Здравствена врска на умот и телото. Беше зимата 1944 година во Аушвиц,
концентрационен логор за еврейски затвореници и симпатизери во Втората светска војна. Доктор Виктор Франкл бил лекар, евреин и локален жител затвореник. Франкл го забележа ефектот на обесхрабрувањето и едноставно губењето на надежда врз затворениците. Тоа го приметил. Тој го истакна тоа во декември, кога вели затворениците живеа во наивна надеж дека ќе се вратат дома до Божик, кој како што наближуваше времето и не пристигна охрабрувачки вести, затворениците губија храброст и бија совладени од обесхрабрување. Тој имаше опасно влијание врз нивната моќ на отпор и голем број од тие затвореници починале. Понатаму продолжува дека важноста на состојбата на умот е многу важен фактор. Науката ја потврдува врската помеѓу состојбата на умот и болеста. Еве цитат: менталната состојба на една личност е важен фактор кога станува збор за здравјето. Ставовите, социјалните врски и здравата исхрана, тие се испреплетени во нивната важност за физичкото и менталното здравје. Почитувани, овие фактори влијат на имунолошкиот систем и начинот на кој човекот се грижи за себе. Ставови како што се, например, простување, верба, оптимизам, среќа, истрајност под стрес и верба во Бога се меѓу себе поврзани со намален ризик од срцеви заболувања, инфекции, лошо здравје и многу други состојби предизвикани од стрес. Тие исто така ја намалуваат сериозноста на болеста и помага побрзо закрепнување кое ќе се појави таа болест. Постојна состојба на тага, например загриженост, непријателство, непростување, безнадежност или депресија го зголемуваат ризикот од инфекција, воспалителни состојби и болести и бавно закрепнување од болеста. Многу фактори предонесуваат за нашата болест. Сепак, позитивната состојба на нашиот ум е исто толку важна за доброто здравје, исто како и вежбањето и исхраната што ја користиме. Отстранете таа брадавица, би рекле, на загриженост. Дали имате состојба на загриженост што треба да се острани во вашиот живот? Дали те мачи некои работи, негативни ставови кои ве попречуваат да почнете да го освојувате врвот, или тоа е само кртичник? Знаете, она што се појава во земјата. Промената на следните совети. Ако ги примениме овие совети, ќе имаме подобри услови за живот. Број 1. Смејте се. Насмевката, почитувани гледачи, е бесплатна, но низините придобивки се бесценити. Тој ги спушта хормоните на стрес во нашиот мозок, ја подобрува нашата меморија, учењето го подобрува и го зајакнува имунолошкиот систем на телото. Смењето не само што придонесува за контрола на стресот и позитивен поглед на животот, туку и ќе изгледате многу подобро со насмевка на вашето лице. Број 2. Изрази благодарност. Луѓето кои изразуваат благодарност имаат тенденција да живеат живот подолго, поздраво, имаат поцврсти коски, помалку срцеви удари и намален крвен притисок. Видливото изразување на благодарност е силна, моќна одбрана од депресија и физички болести. Број 3. Фокусирајте се на позитивното. Постојано размислување за настани за жалење или прекумерно стимулира дел од мозокот познат како област 25, што е поврзано со многу видови депресија. Еден истражувач забележал следново: ставот е една работа од
над која човечките суштества имаат голема контрола, но повеќето луѓе го дозволуваат тоа ставовите да управуваат со нив или мислат дека нивната ситуација мора да се промени пред да се промени, дека нивниот став се менува, што обично не е точно. Почитувани гледачи, вашиот личен став е фактор над кој имате голема контрола. Токму вие се концентрирате на решенијата наместо на проблеми, ги замолчувате негативните гласови во вас. Број 4. Простете. Негувањето на гневот и болката во вашиот живот го повредува срцето, го зголемува нивото на хормоните на стрес, на крвен притисок и го зголемува безброј на физички заболувања и ментални проблеми во вашиот живот. Делото можеби не се заборава, но може да се опрости, да се прости. Доктор Шарлот Витлиф забележува дека кога луѓето размислуваат за оние кои им сгрешиле на повеќе простувачки начини, кај таквите се подобрува нивното емоционално здравје, нивното чувство за контрола и физичко здравје. Можеби нема оправдување за некои работи што ви ги сторили некои, но можете свесно да простите. Исцелителниот дух на простувањето е дар што Бог ќе им го даде на сите што барат од него. Број 5. Стани, не се откажувај. Успешните луѓе не се безгрешни, но и покрај нивните грешки, тие не се откажуваат. Учењето од грешките е дел од секојдневниот наш живот. Доктор Керол Двек опишува какви се луѓето со фиксирани негативни состојби на умот. Имаат тенденција да избегнуваат предизвици, лесно се откажуваат, не обрнуваат внимание на критиките и нивните напори ги сметаат за залудни. Поединците кои имаат ментална состојба на учење разбираат дека иако луѓето може да се раѓаат со основни способности и темперамент, секој може да се менува. Секој може да учи и да се подобрува во својот живот. Тие истрајуваат без оглед на критиките и неуспесите. Тие се инспирирани од успехот на другите и учат од критиките. Усвојувањето на начин на размислување за учење бара време и решителност, но се гради поотпорен и поцелосен став и го враќа маслото на ентузијазмот во механиката на секојдневниот живот. Број 6. Негувајте го вашиот мозок и тело. Аспектите на здрав начин на живот, како што се исхраната, вежбањето и одморот имаат силен ефект врз менталното и вашето физичко здравје. Според Ендрю Меккулах, директор на Фундацијата за менталното здравје во Велика Британија, ние само што почнавме да ја разбираме длабоката врска помеѓу исхраната и менталното здравје. Јадењето цели зрна, свежо овоше и зеленчук, јаткасти плодови и мешунки има долготраен ефект за подобрување на вашето расположение и го зајакнува нивото на мозокот. Не може да се спореди со никаква торта. Пиењето, например, вода наместо пијалоци со кофеин и шекер природно ја подобрува вашата будност. Соодветниот одмор е неопходен за смирување на заморот и нервозата. Секојдневното вежбање, особено на сончева светлина и свеж воздух, има смирувачки ефект што го намалува стресот често многу посилно од сите антидепресиви. Број 7. Најете време за другите. Понудете се да помогнете некому на некој начин. Потребно е помалку од 1 минута да се отвори вратата на некого, но тие мали учтивости им помагаат
на другите, додека истовремено го зајакнувате вашето лично здравје и ја намалувате вашата депресија. Истражувањата покажуваат, почитувани, дека оние кои редовно им помагаат на другите, не само што го намалуваат нивниот севкупен ризик од смрт за 35%, туку и го подобриле здравјето на срцето и квалитетот на живот. Затоа, почитувани гледачи, хроничната грижа и стравот се спротивни на довербата. Довербата во Бога е најсилно оружје против менталните и физичките болести. Бог ви испраќа привлечна лична покана за секојдневните ваши проблеми. Еве што кажува: имајте доверба во Него секој пат. Излеј го своето срце пред Него. Бог е наше прибежиште. Бог ти дава сила да се соочиш со секојдневните проблеми. Тој има план за вашата иднина и ви дава надеж за вечен живот. Тој има план за вашата иднина, насоки за секој ден, сила што ја дава во тешки времења, благодат ти дава која ќе погрешиш и план за успешен и изобилен живот. Ти си свет, праведен, на својот престол, Боже, чудесен, возвишен, биди вечно прославен. И светот е мој, да ја имам сета мудрост, сепак ништо не вредам. Ако љубов немам, Алфа и Омега, на небо и на земја, ти си мој создател, нема сличен на тебе. Го бара својот пат, како дете чиста среќа, тогаш ти ме повика. Имам надеж и иднина, славете радосно за таа љубов вечна, живот сам подари и од смрт ме избави.
Почитувани гледачи, еве полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма. Би сакал да ви ја покажам, да ви ја најавам ова убава книга. Може би ја има некој од вас последне одобравање. Значи, убава книга, многу убави интересни теми. Книгата е бесплатна, доколку се јавите, може да ви испратиме по пошта од Александар Бујон. Еве имаме неколку, значи, само примероци. Убави пораки имаме во ова книга и затоа еве ви ја препорачуваме книгата Последње одобравање. Одбројавање или последно одбројување на српски е, така да еве ова книга за денеска ви ја препорачуваме, но доколку вие сакате да имате книги со утрински стихови, значи утринска порека за секој ден, ја сега овде го немам насловот, но може во следната емисија да го споменеме, но како и да е, јавите се на време, пишете ни во порака, книгата е 350 денари на српски е, значи за утрински текст за секој ден и коментар соодветен со пораката, со текстот кој е даден во самата книга. Значи, доколку сакате книга со утрински текстови, пишете ми во порака да може да порачаме на време за да ја добиеме до крајот или на почетокот на следниот месец. Исто така сакам да ве потсетам, вие кои сакате да изучувате Библијата бесплатно, ви нудиме бесплатен курс Дописната библиска школа, bibliјатазборова.mk, значи тоа е курс на интернет, бесплатен, не мора да дојдете во пошта да праќате писма, се ви стасува во вашето поштанско сандаче на интернет. Така да, еве сега ќе видиме и рекламата за Дописната библиска школа. Познајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почитувани гледачи, дојде време да се одјавиме и да ви се заблагодариме за вашето присуство, односно за тоа што бевте со нас и денеска, среда, значи 22 ноември, 324 ден, веќе го трошиме, полека се ближиме и кон крајот на ова тековна година. Како е да е, ви посакувам убав ден, убава седмица, ќе се видиме во наредната емисија. До тогаш, останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.